Голема прашина се крева околу кревањето на прашината од рек Битола, поточно од процесот на одлагање на пепелта, која многумина тврдат дека е причинител на голем број заболувања, но и загадување на воздухот. Имено од секторот за развој инвестиции во рударско-енергетскиот комбинат во Битола појаснија кога се случува ширење на пепелта. Велат, во моментот на одлагање на пепелта, доколку кога истата се спушта во касетите, ако дува ветерот спротивен правец, тогаш може да се случи и не може да се спречи никако. Потоа следува покривање на касетата со 30 до 50 см земја, која подоцна е рекултивирана почва преку засадување на багрем. Овој принцип го применуваа до 2016, но и по новиот проект до 2025 одлагањето ќе биде на овој начин, но дека активно работат на намалување на загадувањето сведочи и физибилити студијата за десулфуризација, работена од страна на словенечка фирма, која првин посочи што е најдобро преку компаративна анализа. Дали да се употреби постапка влажна, сува или полусува? При самата анализа, самиот Рудис ни предложи да биде влажна постапка. Влажната постапка по однос на останатите други постапки има многу предности. Една од најбитните предности е тоа што има 99% ефикасност, значи битна работа ефикасност има. Друга работа има нус производ, гипс, кој може да го продаваме. Исто така инектирачкиот елемент, варовникот, го имаме во домашни ресурси. Тоа значи дека нема да имаме никаков проблем со набавка на таков материјал во наредните 32 години на работа на електраната. Намалување на оперативните трошоци пред се, но и ефикасноста на реализацијата го натераа Елем да работи на влажната постапка. Во влажната постапка најбитниот дел е што реализацијата на целиот проект се однесува во два дела. Прва фаза, намалување на прашината. Мора да нагласиме дека намалувањето на прашината ќе го реализираме како прва фаза, која инвестиција би била околу 20 милиони евра. Со таа инвестиција ќе намалиме прашината на помалце од 20 милиграма на нормален метар кубен во издувните гасови, зборувам за комплетната прашина, односно PM10 частичките. Придобивките од втората фаза веќе се визуелни и за комбинатот, но и за опкружувањето од еколошки аспект. Во наредната фаза инвестиција него точно 120 милиони евра ќе биде влажната постапка на десулфуризација, која ќе биде во наредниот период на изградба. Мора да нагласиме дека и во досегашното работење филтерот, електростатскиот филтер кој моментално работи на трите термоелектрани е доста ефикасен, бидејќи и во самата градба на електраната АД Елем употребе современ филтер. Вкупната инвестиција и на компаративната физибилити студија, како и физибилити студијата за влажната постапка на десулфуризацијата во рек, Елем ја чини 140 милиони евра.